изградија став по однос на учеството на утрешната лидерска средба. Мирјана Давидовска во живо за одлуките. Мирјана, што е одлучено? Да, по 2,5 часа, колку што траеше состанокот на председателството на ДУИ, беше донесена одлука лидерот на партијата утре да присуствува на лидерската средба која што ја организира премиерот Мицкоски. На денешната седница на председателството, како што беше соопштено по завршувањето, се разговарало за неколку точки, меѓу кои што за актуелната политичка состојба, за учеството на лидерската средба, но исто така и за повикот кој што утре отворено ќе го испратат до сите политички чинители за да им се приклонат. Она што е најинтересно е дека не ги потврдија сите оние информации кои што претходно излегоа од партијата, тоа е дека тие на утрешната средба, односно Ахмети ќе побара со патентерово мнозинство да се избира владата, да се избираат, односно одлуките на Уставниот суд, дека ќе инсистира и разговор за членството во Европската унија, но исто така дека и ќе предложи пакет мерки како што претходно велеа оттаму за спас на државата. Ова не го потврдија, бидејќи како председателство донеле одлука да му ги делегираат сите права на председателот на ДУИ самостојно во моментот како што ќе размислува и како што ќе смета дека треба да настапи, што ќе смета дека треба да презентира и да преземе како чекор утре на лидерската средба, тоа самиот да одлучи и да го направи. Во продолжение еве изјавата. Председателот на Демократската унија за интеграција ќе треба да присуствува и да, тој ќе присуствува на утрешната лидерска средба во клуб на пратеници. Збора некои од барањата, кои ќе бидат клучните барања на утрешната лидерска средба и дали ќе се подржи укинување на технички? Тоа остана како ексклузивно право на председателот да одлучи до утре, сега за сега нема такво нешто конкретно. Останува ексклузивно право на председателот на партијата во текот на средбата да го одвива разговорот или средбата и врз основа на нашите очекувања или нашите барања. Добивме досега за со патентеро да се носи, да се донесе нели одлуката за влада, за одлуките на Уставниот суд, дали тие остануваат како барање? Све останува во надлежност на председателот. Мирјана, слушаме, Ахмети сам ќе одлучува за што ќе се разговара, што ќе предложи, што ќе прифати, но кои се темите прифатливи за мнозинството? Она што веќе го знаеме и јавно, тоа е дека Николовски, вице-премиерот кој што беше гостин во тема на денот по повод одбивањето од страна на СДСМ, односно на лидерот Венко Филипче да присуствува на лидерската средба, е дека го оцени како деструктивно однесување на СДСМ и како што рече тој, доколку тие одлучат самите дека треба да се изолираат, тогаш ВМРО ДПМН нема што да направи по однос на тоа прашање. Она како интересен коментар кој што го даде во однос на самото одбивање, вели дека СДСМ сега полека се однесува како што до пред известно време се однесувале левица деструктивно на политичката сцена. Во продолжение еве дел од разговорот. Премиерот беше јасен дека не сака да оди со фиксен дневен ред. Кажа, знам како ми било мене, односно него, кога бевме во опозиција и кога се одеше на вакви средби со фиксен дневен ред кој што не смееше да се менува и остави простор секој од учесниците да покрене точки кои што сметаат дека за нив се значајни и важни и ние сме спремни да дискутираме за секоја точка. Секако ќе имаме позиции и ставови по однос на секоја точка, но ниедна тема не отфрламе и сите теми кои што релевантните политички партии кои што имаат своји пратенички групи во Собранието, значи освоиле сериозен број на гласови и сметаат дека треба да се отворат, сме спремни да ги разговараме. Дали ќе се договориме е комплетно друго прашање. Еве за крај, кој е ставот на останатите партии? Да, за ставот на останатите партии, освен оној на СДСМ за кој што веќе и знаеме дека јавно ја одбија оваа понуда, останатите кои што ќе присуствуваат има своји барања кои што ќе ги изнесат утре на лидерската средба.